Проблемите кои што се јавуваат кај помалите оделенија не треба да се занемаруваат од причина што исто така имаат голем повторувачки карактер и сметам според мене потребно е веднаш да се дејствува. Улогата на наставник оделенски е многу битна, бидејќи во мојата пракса, кога постои една вербална расправија помеѓу девојчиња, и јас секогаш ќе ги послушам двете страни, бидејќи расправијата која што тече и погрдните зборови кои што си ги упатуваат една на друга, сигурно има причина. Да. Причината можеби би било љубомората заради тоа што еве носи поубава облека, а сум имала случаи кога постојало љубомора дека другарката чита поубаво од неја. Значи можеби тоа е позитивен пример за да има надпревар во учењето, меѓутоа еве зошто би било тоа љубомора кога би можеле една со друга да си помогнат. При физичкото малтретирање кај момчињата, исто тие така знаат убаво да се удираат кога ќе дојдат во прво и второ деление. И тоа сметам дека се должи на недоволната социализација која што имаат, бидејќи играат насилни компјутерски игри кои што подоцна сакаат да ги пробат на нивните другарчиња. Сите тие покрети од игрите кои што ги гледаат.